Денеска православната црква ги празнува светите маченици Мануил, Савел и Исмаил и преподобниот Пиор. Светите маченици Мануил, Савел и Исмаил. Браќа персијанци од татко незнабожец и мајка христијанка, воспитани во духот на христијанството и крстени. И како христијани биле високи службеници кај царот Аламундар. Биле испратени кај царот Јулијан одстапник да водат преговори и да утврдат мир помеѓу Персиското царство и Грчко-римското. Царот одстапник на идолите во Халкидон им приредил некаква сквернавена прослава. На таа прослава царот со своите големци им принесувал жртви на идолите. Персиските пратеници отсуствувале од таа прослава. Царот ги повикал и им наредил и тие да земат учество во прославата и да им принесат жртви на боговите. Тогаш тие изјавиле дека се странски поданици, дека се дојдени како пратеници на персискиот цар заради воспоставување мир помеѓу двете царства, а не поради нешто друго. Дека се христијани и дека го сметаат за недостојно тоа да им се поклонуваат на мртвите идоли и да им принесуваат жртви. Царот се разјарил и ги фрлил во темница. Утредента повторно ги извел и почнал со нив да се препира за верата, но светите браќа биле неодоливи и непоколебливи. Тогаш голи ги заврзале за едно дрво, ги удирале и ги стружеле со железни четки. За сето време на мачењето тие се молеле на Бога со благодарност за маките. О сладок Исусе, овие маки ни се сладки поради љубовта Твоја. Ангел Божи им се јавил, ги утешил и им ја одзел секоја болка. Спротивно на сите меѓународни односи, опакиот цар Јулијан најпосле изрекол пресуда овие тројца браќа со меч да се пресечат. Кога им ги пресекле главите, настанал голем земјотрес. Земјата се расцепила и ги примила телата на светите маченици во себе, за незнабожците да не ги изгорат по наредба на царот. Телата на мачениците потоа земјата ги изфрлила, христијаните да ги најдат и честно да ги погребат. Над нивните мошти се случиле многу чуда, кои кога ги виделе многу незнабожци, се обратиле во верата христијанска. Разбирајќи како Јулијан нечовечки ги предал на смрт неговите делегати, персискиот цар ја подготвил војската против него. Јулијан пак тргнал во освојување на Персиското царство, уверен во својата победа, но бил победен до последниот човек и самиот загинал со срам, на радост и смеја на целиот свет. Спаси
нашего ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святия Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобниот Пиор, нитријански отшелник, загреан со љубовта кон Бога, Пиор рано се одрекол од светот и се оддалечил во египетската пустина, каде што мажествено се подвизувал. За него велат дека никогаш не седнувал на трпеза да јаде, туку секогаш јадел стоејки и работејки. Кога го прашале зошто прави така, светиот Пиор одговорил: не сакам да се занимавам со јадењето како со работа, туку како со нешто споредно. Кога го повикале во советот за да се суди некој брат кој нешто сгрешил, тој дошол носејќи на грбот една вреќа песок, а на градите едно мало кесе со песок. Запрашан што му значи тоа, светителот одговорил: вреќата со песок на грбот, тоа се моите гревови кои што јас не ги гледам, а кесето со песок, тоа се гревовите на мојот брат што треба јас да ги судам. Тогаш сите браќа се посрамиле и извикале: тоа е патот на спасението. Живеел 100 години и се упокоил во Господа во 6-тиот век. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и пренепорочную, и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја.
И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.